почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Капитулантскиот договор со Грција и откажувањето од македонскиот идентитет е само параван за покривање на криминалите и општиот грабеж што го тера Социјалдемократскиот сојуз и ЗАЕВ во моментов во нашата држава. Начинот на делување на криминалниот картел е веќе добро познат. На тазе формирани фирми, кои немаат никакво искуство во областа, им се доделуваат бизниси тешки милиони евра. Но во низата скандали во режија на Социјалдемократскиот сојуз е доделувањето на лиценци за вршење на испити за возачки дозволи. Овој бизнис кој на подрачјето на Скопје му го даваат на 26 годишно момче е чист монопол. Сите кои на територијата на градот имаат намера да полагаат за возачка дозвола од која било категорија, ќе му плаќаат на ова момче за кое што не се знае ниту дали има возачка дозвола, ниту пак од кога е возач. Ова момче треба да ја организира работата на комисиите од кои ќе зависи безбедноста во сообраќајот. Станува збор за бизнис од преку 6 милиони евра за 5 години. Со подпис на Спасовски, власта додели лиценца за полагање на возачки испити на фирма формирана само 7 дена пред да биде распишан конкурсот, а дисквалификуваше фирми со долгогодишно работно искуство во оваа област. Фирмата Автоиспитен центар Скопје, формирана точно на 19.6.2018 година, на само 7 дена пред МВР да го објави конкурсот за возачки испитни центри, на 25.6.2018 година, од страна на 26 годишното момче, според МВР на Спасовски, е покомпетентна за спроведување на теоретско и практично тестирање за возачки испити од фирмите како Автомотосојуз, Асуц Боро Петрушевски, ПСС и Автомакедонија, кои што се со децениско искуство во оваа област. Кои квалификации ги имала оваа фирма за да го добие овој бизнис? Како е вршено бодувањето и кој го вршел изборот на истата? Никаде во демократскиот свет, никаде во ЕУ и НАТО, кон кои што ние се стремиме, државни тендери за извршување на работи, за издавање на потврди од кои зависи дали некој ќе добие јавна исправа или пак не добиваат фирми кои немаат никакво искуство во оваа област. Социјалдемократскиот сојуз и Спасовски дадоа ексклузивитет за извршување на теоретско и практичко тестирање за возачки испити на територијата на град Скопје на фирма за која што не се знае ниту дали има полигон. Почитувани, да зборуваш дека се стремиш кон ЕУ и НАТО, а секојдневно да делиш милионски бизниси на тазе формирани фирми е измама на сопствениот народ и криминал во најмала рака. Во Европската унија и во НАТО не се оди со криминал. Во Европската унија и во НАТО не се оди со непрофесионалност, нестручност и неодговорност. Зоран Заев и Оливер Спасовски државата ни ја туркаат кон бездна на криминал и корупција. Со вакви криминали во Европската унија никој нема да не прими. Токму затоа оваа криминална влада мора час поскоро да си замине. Државата мора да ни тргне напред. Ви благодарам.